Добро вечер, 20 часот, нов блок информации на К1 телевизија. Еве што ќе гледате во него. Собранието потврди, нема избори на 5 јуни. Спасов и Чавков реизбрани за министри. Кожувчанка го шири својот бизнис во угостителството. СВР Велес проведе вежба за практична употреба на новиот систем за принудно запирање на возило. На 101-та седница Собранието изгласа одложување на изборите на 5 јуни. Донесен законот за изменување на изборниот законник, а Спасов и Чавков вратени на позициите министер за труд и социјална политика и министер за внатрешни работи. Повремената мерка на Уставниот суд за запирање на сите изборни действија, Собранието на Република Македонија ја започна 101-та седница, на чиј што дневен ред се измените на изборниот законник по скратена постапка и изборот на нови членови на владата. Со 69 гласа за и 31 против, пратениците го изгласаа Митко Чавков за ново стар министер за внатрешни работи. Со 67 гласа за, а 31 против, Диме Спасов се врати во Министерството за труд и социјална политика. По изборот на староновите министри, Чавков и Спасов, пратениците на СДСМ ја напуштија седницата. На денешната седница, пратениците изгласаа одложување на изборите на 5 јуни, по предлогот за измени во изборниот законник на Талат Џафери од ДУИ. Со 96 гласа за, Собранието го донесе законот за изменување на изборниот законник. Се бришат уште 2 члена од законот, со кои се укинува забраната за владино рекламирање пред избори. Според Џафери, ова е привремено, а потоа кога ќе се дефинира датумот за избори, оваа забрана повторно ќе се воведе. Со новите измени не е предвидено нов датум за избори. Кожувчанка инвестира и во угостителството. Отвори ресторан во местноста Моклиште. Објектот ќе биде репрезентативен за кавадарци и тиквешијата, а се очекува заживување на ова место, привлекување на многу како домашни, така и странски туристи. Моклиште и Браната се најстарото излетничко место кој имаат традиција меѓу кавадарчани, но од сега ќе биде уште поубаво место, бидејќи како пупка од гроздова лоза никнува еден од најтоплите и најсовремените ресторани во тиквешкиот регион и воопшто во Македонија. Токму тука компанијата Кожувчанка го отвори новиот угостителски објект Моклиште со цел повторно заживување на ова место, обновувајќи ја комплетно целата околина за сите љубители на природата и добрата храна. Моклиште колокација е една од најстарите излетнички и туристички места на град Кавадарци и околината заедно со Батоша. Тоа ни беше нашата прва мотивација да приидеме кон нов бизнис за нас, односно отварање на еден угостителски објект заедно со мотел. Наше мислење е дека оваа локација постоела и дека во иднина мора да се развива како локација во заедничка соработка со општината и самата инфраструктура која што има локацијата, мислиме дека ќе биде во интерес на граѓаните. Кавадарци доби репрезентативен објект кој што се спои со убавата природа и представува вистински бисер за кавадарци и тиквешијата. Во близина на овој комплекс се наоѓа и манастирот Свети Никола, кој датира од 16 век. А исто така овде се и двете вештачки езера, 5 мини хидроцентрали, воденицата која е во сопственост на манастирот, локалитетот Моклишко кале. Ова се само неколку столба на кои што се темели целата приказна околу старата Моклишка населба. Се направи нешто што е многу поексклузивно и кое што навистина предпочитам да стане во еднина и бренд на Кавадарци. Тука природата го дала својот одраз, односно ја извила својата убавина, својата клима, својата специфика. Неопходна беше човечка рака, кој што еве несомнително
Пред 3 недели дојдов тука, видов нешто сосема растурено, а ми беше кажано дека за 3 недели тука ќе имаме репрезентативен објект и искрено да кажам не верував. Ресторанот Моклиште е со капацитет од 200 гости, а истиот работи и како мотел со 6 соби и 2 апартмана со вкупно 20 легла. Како една голема атракција која на самиот објект му дава посебна душа е отворената кујна, видлива за секој посетител, од која проникнува традиционалната македонска храна сервирана на модерен начин. Штрајк на судската администрација бараат исплаќање на ветениот надомест од 35%. Ќе се судат само итните притворските случаи. Статусот на барањата кои што ги имаат вработените не може да се реши затоа што собранието е распуштено. Исплаќање на ветениот надомест од 35% побара судската администрација од Основниот суд од Велес заедно со останатите од Македонија. Во трајање од половина час 60 вработени од Велешкиот суд повторно излегоа на штрајк пред зградата. Велат револтирани се затоа што не се исполнило ветувањето кое владата го дала на 26 април. Министерството за финансии требаше да го реализира. Се даде и дополнителен рок во кој што требаше да се исплати додатокот, меѓутоа бидејќи во тој дополнителен рок истиот не беше исплатен, судската администрација денеска како почеток на штрајкот, излегува на пред судовите, тоа е поединечно зависи од судот. Дали ќе биде внатре во холовите. Штрајкот трае во текот на полното работно време. Ке се судат само итните притворски случаи. Инаку штрајкот е организиран од синдикатот на УПОС и Сдруженијето на судската администрација. Времени мерки, предмети притворски шосе со странски елемент, издавање на уверенија за странци или за вработување, бидејќи нормално ние сме сепак да ги оствариме и правата на граѓаните, да не се нанесе штета на никого. Покрај ова, тие се уште стојат на истите барања од минатиот штрајк, бараат измена на законот за судска служба, затоа што, како што велат, одредбите се тешко применливи за судската администрација. Од синдикатот велат, наместо закон со кој се олеснува нивното работење, добиле закон со кој доколку еден вработен биде оценет со оценка не задоволува или 2 пати оценет делумно задоволува, може да го загуби работното место. Но статусот на овие барања не може да биде решен, затоа што собранието е распуштено. Со ликовната изложба Трезвеност до возвишеното, од ликовниот уметник Антонио Јаневски, Народниот музеј од Велес го одбележа Меѓународниот ден на музеите. Народниот музеј од Велес го одбележува Меѓународниот ден на музеите со ликовната изложба Трезвеност до возвишеното од ликовниот уметник Антонио Јаневски. Голема е улогата на музеите како специјализирани установи за зачувување на културното наследство и историјата низ минатото, но и во доближувањето до јавноста до се што представува наше минато. Тоа може да се види од праисторијата, затоа што музеот како комплексен музеј кој има 4 одделенија, археологија, историја на уметност и етнологија, во своите постапки има застапено артефакти, музејски предмети од праисторијата, па да речеме и до денешни денови. За да се представат артефактите пред јавноста, претходи истражување и археолошко ископување. Во моментов, тим на Народниот музеј истражува на Велешкото кале. Во моментов тоа истражување е лоцирано на Акрополата во рамките на капиталниот проект Велешко кале, кој што започнува за годинава, меѓутоа тој проект ќе продолжи и во наредните години. За одбележување и тоа што оваа година во истражувањата ќе се вклучи со своји средства и општина Велес. Народниот музеј континуирано се грижи за музејскиот материјал. Годинава е збогатена збирката со оружје од историското одделение, поминато годишната конзервација. Наскоро започнува и конзервацијата на фреско живописот во манастирската црква Свети Димитрија, кој потекнува од 14 век. Зголемена е посетеноста во музеот. Најчести посетители се ученици и студенти, додека во летниот период граѓаните на Велес доаѓаат со своји гости да им го презентираат културно-историското минато. Со показна вежба, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Велес го демонстрираа начинот на користење на новиот систем за принудно запирање на возилата Стингер. Обуките кои се спроведуваат во сите сектори за внатрешни работи во земјава се поддржани и финансирани од Европската Унија.
Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Велес денеска спроведоа вежба за практична употреба на новиот систем за принудно запирање на возилата Стингер. Со помош на Стингерот ќе се зголеми ефикасноста во работењето на граничната и сообраќајната полиција, а ќе се зајакнат и капацитетите во борбата против организираниот криминал. Обука за користење на новиот систем се спроведува во сите сектори за внатрешни работи во земјава, а секоја полициска станица ќе добие по најмалку еден уред за присилно запирање на возила. Промовиравме Стингер систем кој е за принудно запирање на возила, значи оние кои се оддаваат во бегство за да принудно запрат, се го видовте Стингерот како изгледа се тоа принудно запирање. Проектот, како што реков, се спроведува во низ целата држава. Сите сектори за внатрешни работи имаат обука за обука на полицајците и се надевам дека за кратко време ќе се спроведува во редовното работење на полицијата. Техниката за употреба на ова средство, вели Павлов, се совладува за краток временски период. Доволно сите полициски службеници се упатени во редовната работа, меѓутоа мораше да се спроведе таква обука со цел да се дознаат сите карактеристики кои ги поседува тој уред и неговата примена во редовното работење. Овие обуки се дел од проектот понатамошна институционална надградба и градење на капацитетите на полицијата во областа на граничното управување, работата на полицијата со заедницата и борбата против организираниот криминал, кој е финансиран и поддржан од Европската унија. Денеска во Домот на културата Иван Мазов Климе се одржа сообраќајниот квиз надпревар Весел детски семафор на кој учествуваат децата од сите објекти на градинката Рада Поцева од Кавадарци. Ова беше последната активност на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Кавадарци кај учениците од предучилишна возраст. Сообраќајната култура се стекнува уште од најмали нозе. Безбедноста на децата во сообраќајот представува врвен приоритет на сите општествени чинители. Во рамки на ова денеска најмладите кавадарчани од сите објекти на градинката Рада Поцева учествуваа во традиционалниот сообраќаен квиз надпревар Весел детски семафор. По 3 представници од секој објект со голема возбуда и нетрпение одговараа на поставените прашања и ги презентираа основните знаења од областа на сообраќајот и сообраќајните правила кои неопходно е да ги знаат. Денес од секоја градинка, од секој објект имаме по 3 дечиња. Во текот на целата воспитна година зборуваме, разговараме за сообраќајот, исто така контактираме со Советот за безбедност, Општинскиот совет, со кој што имаме доста активности, имаме делење на флаери, посета од нивна страна во нашите објекти. Во текот на целата работна година од Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Кавадарци заедно со полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај организираа различни активности и предавања со цел децата да се стекнат со поголема сообраќајна култура уште од најмала возраст, за нивно самостојно учество во сообраќајот и на крајот според предвидената програма го организираат овој квиз надпревар со цел да увидат какви резултати постигнале кај децата и до кое ниво е нивната сообраќајна култура. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот од Кавадарци, значи традиционално учествува во организирањето и спроведувањето на Весел детски семафор. Покрај ова организирање, значи имаме и едуцирање на најмладата возраст за сообраќајните правила и прописи, за нивното понатамошно учествување во сообраќајот, како и делење на флаери, спроведување на разни активности, прошетки по раскрсниците и се понатаку за сообраќајот. Можам да кажам дека децата од најмала возраст се доста спремни и доста знаат за сообраќајните правила и прописи. Целата програма во текот на надпреварувањето беше збогатена со музички точки во изведба на дечињата, а на крајот од квиз надпреварот победници беа сите надпреварувачи, со што ја докажаа својата подготвеност за вклучување како пешаци во сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Велес поднесе кривична пријава против 24-годишниот СЗ од Чашка поради постојни основи на сомнение за сторено кривично дело, недозволено држање на оружје или распрскувачки материи. На 23-2016 година бил извршен претрес во неговиот дом, при што била пронајдена пушка калибар 98 мм во футрола, 32 куршуми од различен калибар, 2 куршуми за сигнален пиштол и 1 сигнален пиштол.
Јазлеста кожа пронајдена кај 62 говеда. Вакцините треба да пристигнат наскоро. Почнува втората инвестицијска фаза на белгиската компанија Van Hol во Македонија. Вестите од земјава во продолжение. 62 говеда се заболени од јазлеста кожа, а сомнителни се 829, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. До сега се уништени 362 грла, а се утврдени 53 жаришта во 14 општини. До сега навреме се превземени сите мерки за заштита и спречување на ширењето на болеста, а вакцините треба да пристигнат наскоро, информираат од агенцијата. До тогаш сточарите да се придржуваат до препораките за заштита на животните и фармите, бидејќи само со соодветно и навремено превземени превентивни мерки за заштита може да се очекува дека бројот на заболени грла нема рапидно да се зголеми, апелираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Денеска започнува втората инвестицијска фаза во Македонија на белгиската компанија Van Hol. Како што беше најавено на почетокот на оваа година, предвидена е изградба на нова фабрика во дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Скопје 2 и Линден, во која ќе се произведуваат автобуси за европскиот пазар. Според најавите во месец јануари годинава, инвестицијата на Van Hol ќе се реализира во наредните 4 години и истата ќе изнесува 15 милиони евра. Со изградбата на фабриката ќе се обезбедат 400 вработувања, а се очекува до 2019 година вкупниот број на вработени во Van Hol во Македонија да достигне 1250. Инаку во првата фабрика која ја отвори оваа компанија во земјава се произведуваат автобуси за американскиот пазар. Стои 50 лица ги загубија своите животи во Шри-Ланка откако останаа затрупани од 2 слечишта на земја, но земјотрес беше регистриран во Еквадор. Ова се вестите од светот. Во централните делови на Шри-Ланка, околу 150 лица ги загубиле своите животи, откако останаа затрупани под одрони на земјиште предизвикани од 2 свлечишта. Поради свлечиштото и поројните дождови, властите на Шри-Ланка евакуираа над 196.000 лица. Според податоци на локалната служба за справување со воредни состојби, спасувачките екипи досега во одронетото земјиште успеале да пронајдат безживотни тела на 35 лица. Состојбата во реонот на градот Аранајака е најтешка, на 100 километри североисточно од Колумбо, каде свлечиштата срамнија со земја и затрупаа 3 села. Представник на Црвениот крст на Шри-Ланка, Невил Нанајакара, кој се наоѓа во погодените подрачја, во изјава на локалните медиуми изрази стравување дека конечниот биланс на жртвите ќе биде многу поголем од досега официјално соопштените бројки. Според него, при елементарната непогода животите најверојатно ги загубиле меѓу 300 и 400 луѓе. Денеска повторно е регистриран земјотрес со интензитетот 6,7 степени според Рихтеровата скала во западниот дел на Еквадор, соопшти Американскиот геофизички институт. Според информациите на ТАСС, земјотресот се случил на длабочина од 10 километри под површината на земјата, со епицентар на 58 километри јужно од крајбрежниот град Есмераџдас и 155 километри северозападно од Кито. Се уште нема никакви информации за жртви и предизвикани материјални штети, а не е објавена ниту опасност за можна појава на цунами. Минатиот месец Еквадор го погоди земјотрес со јачина од 7,8 степени по Рихтер, при што загинаа над 650 лица. Денес имавме сончево време со умерена облачност. За утре метеоролозите најавуваат слично време. Еве ги деталите.
Ова беше се за денес. Пријатно.